Добре дојде за мојата гостинка, Румена Божаровска, писателка и прилично активна на социјалните мрежи, на протестите, на митинзите, го кревате постојано гласот. Последната ваша активност однесува на уништувањето на зеленилото во Карпош. Минатиот викенд имаше пикник, беше организиран од страна на жителите на Карпош. Протестирате заради планот на градоначалникот, односно на општина Карпош, да се градат паркинзи, згради и така на деловни објекти. Може да кажете повеќе за плановите на Карпош и за вашите активности? Значи се работи конкретно за Карпош 4 населбата. Ние неодамна дознавме дека се планира нов урбанистички план што ја засегнува конкретно нашата населба. Како дознавте? Дознавме така, всушност еден преку друг. Ние како граѓани граѓани повикани на јавна дебата. Видете, таа јавни расправи има секогаш, меѓутоа тие се поставени на сајтот на општината и тоа реално граѓаните и не го следат. И тоа е исто така и наш проблем како граѓани, што ние веќе навистина треба да бидеме многу будни за тие процеси, да наблюдуваме кога општината ќе има расправа по повод тоа и тоа. Например, ние така сме утнале во минатото еден куп расправи кои што навистина го имаат променето изгледот на нашето мало, да не зборувам за изградбата на Сити Мол кој што комплетно ја преиначи населбата Карпош 4 па и Карпош 3. Добро, можете да побарате по некој начин на комуникација од страна на општината. Може и треба ние всушност и малку сега да сме побудни како граѓани. Јас можам за себе да кажам дека во последните години не сум внимавала што се случувало на тоа поле, но ете будни граѓани не известија дека има промени на ДУП-от, значи за Карпош 4 и дека всушност јавната расправа прошла, меѓутоа таа прошла во сред јули. Така што тогаш била закажана и сега ние ги знаеме исто тие моменти, да била закажана во септември и во октомври, јас не сум сигурна дека еве и јас или било кој друг не би реагирал. Меѓутоа всушност тој урбанистички план за кој што имало јавна расправа во сред лето, тоест јавна анкета се вика тоа, предвидува навистина огромни промени во населбата Карпош 4. Сега Карпош 4, ако знаете, предпоставувам, е една населба која што е многу функционално организирана во однос на станарите и на зеленилото. Значи има зградички паркчиња и прилично е растеретена. Ние немаме проблем со паркинг, немаме проблем со бучава, функционална е многу населбата во однос исто така на тоа што таа е помеѓу две големи улици, меѓутоа ние не ја слушаме бучавата од Илинденска и Партизанска. Добро, и кога е планот да почне изградбата на? Значи планот да почне изградбата не се знае кога е. Сега тоа е, нели, тука треба понатаму сигурно некои тендери да се распишуваат и слично да се бараат инвеститори. Но во меѓувреме вие работите на протести, на маршови и како што го споменав пикникот. Сепак Стефчо Јакимовски, градоначалникот на Карпош, ви одговори со соопштение дека сте всушност политички мотивирани вашата иницијатива. Тоа многу, мислам, не знам, прилично низок удар е тоа, да кажам, од градоначалникот. Ние се што бараме од него е да ја врати фазата, значи на донесувањето на урбанистичкиот план во фаза на јавна анкета, за да можеме ние како граѓани да дојдеме и да реагираме во однос на тоа што се случува. Кај нас има предвидено 11 надземни паркинзи, 8 подземни паркинзи, 3 нови згради станбени во кои што треба да има околу 350 стана и 3 нови деловни згради. Да не зборувам за деловните згради кои што Јај антикопразен, имаме во Сити Мол исто деловни простори, да не збориме за 3 убавици на Никола Парапунов кој што е како град на духови внатре, истото и за Антико зборуваме за деловните простори. И голем број на деловни и трговски. Меѓутоа она за политичката на мотивација би сакала само да кажам. Ние, значи тоа и го кажав и јавно, граѓаните се што граѓаните имаат обврска како граѓани да реагираат за сите работи кои што политичките партии или било што, значи политиката на државата, луѓето мораат да реагираат. Политика е дали се сложуваш дека не знам треба да има на некое место училиште, дали треба да има 3 смени, дали треба да се легализира абортус, марихуана, се тоа теми кои ги засегаат граѓаните и нас не засегаат. И сега тој кажува дека ние сме политички мотивирани, сака да каже партиски сме мотивирани, постојано не оцрнува со тоа што не поврзува со СДСМ. Меѓутоа тоа е прилично смешно затоа што ние како граѓани
се бориме кога овој дуб ќе се донесе, а не сакаме да се донесе овој дуб. Кога ќе си оди тој, може на власт ќе дојде СДСМ, може на власт ќе дојде друга политичка партија. Таа политичка партија исто така може да го искористи тој дуб за да си гради таму згради. Нам тоа не ни одговара. Ние се заштитуваме од било која политичка партија, тоа е идејата. Да, се разбира. Што вели меѓу останатото и градоначалникот Стефче Јакимовски тврди дека ниту една педа зеленило нема да биде одземена. Му верувате ли? Заради тоа што продолжувате со протестите? Па нормално дека не му верувам, затоа што тој само со својот збор ни гарантира. Во денешно време со што тоа сака да ви гарантира? Па сакам да да ми гарантира со документ, да речеме со дупот, така? Добро. Зашто? Еве, дури и да му верувам на градоначалникот, и јас и другите. Еве, рекол дека нема да се уништи ниту една педа зеленило, тој тврди дека тие паркинзи се фиктивни. Јас не познавам било каков законски вокабулар, термин, ова е фиктивно. Што значи дека се фиктивни? Фиктивно значи дека тие се таму впишани за да се оправдаат други паркинг места низ Карпош 4. Значи, како да ви кажам, мора да се најде легално решение за тие паркинзи, а не да се вградуваат фиктивни паркинзи кои што се всушност на зелени површини. Дури да му веруваме на градоначалникот, како може градоначалникот да ни гарантира дека кога тој веќе нема да биде градоначалник, кога ќе дојде некој друг, тој друг градоначалник нема да ги реализира тие паркинзи кои што според него се фиктивни. Да. Тоа е главниот проблем. Да. Значи, мене ми е многу смешен тој промена дискурс. на дупот. Барате промена на дупот практично заради бараме да се избришат гаранција, да. Бараме да се избришат тие паркинзи, бараме да се зачува зеленилото со тоа што на тие места каде што има паркови нема да има паркинзи. Имавте ли средба со градоначалникот Стефче Јакимовски? Ние имавме до сега потегнато две иницијативи. Едната е за собир на граѓани. Собравме во рокот помалку од недела дена 2450 потписи од Карпош 4, значи од граѓани гласачи од Карпош 4. Во тек на исто така на летни одмори и слично, во кој што со кој што тој е законски обврзан да свика собир на граѓани, каде што ќе разговараме ние за овие проблеми. Во меѓувреме тој имаше собир, не е собир туку средба со така да речеме индивидуалци од населбата во која што исто овие работи им ги беше кажал, меѓутоа тоа не е официјална средба. Така можам и на кафе да седнам со градоначалникот истите работи да ми ги каже толку е таа средба да речеме битна во однос на толку држи вода. Да. Вода држи официјален собир на граѓани и нормално јавна анкета, повторно враќање на таа фаза на дупот. Добро. Пред одржувањето на велосипедското дефиле кој беше организирано од градоначалникот Коце Трајановски, градоначалникот на Скопје, напишавте на Facebook дека Коце Трајановски е болен човек, заради тоа што организира ваков тип на дефиле, откако едно дете, 13 годишно дете, загина од возач кој го уби еден возач на Илинденска. Да, ако не се лажам, тоа беше светски ден на мирот или беше или не знам. Ден без автомобили. Ден без автомобили беше, да. Еве, од тој аспект можам да речем добро градоначалникот морал да организира тој ден нешто. Меѓутоа, 3 дена предходно загина 13 годишно детенце на истото место каде што тој после тоа правеше забава и лотарија. Тоа е, немам зборови да опишам колку е тоа болно. Требаше да, нели, на некаков начин да му оддаде почит на тоа детенце и на сите други велосипедисти и недолжни пешаци кои што навистина со голема, гинат луѓе по улиците заради недостатокот на култура на возачите и плюс ширењето на булеварите. Да не зборувам за тоа некои селективни судски процеси кои што се кои што постојат во однос на тоа кој ќе биде осуден и така натаму. Добро, не постојат автомобилски, односно велосипедски патеки. Не постојат патеки за пешаците. Практично треба да ги прерипуваат автомобилите заради тоа што тротоарите се паркинг места. Ама и не постои, се работи тука и за културата на возачите, не е само тоа. Тука треба на нив да им се осврне многу внимание, не само на недолжните, на најкривките како што се велосипедистите и пешаците. Да. Па замислете вие цел живот го учите детето да поминува на пешачки премин и баш таму загинува. Што можеме понатаму да направиме?
Ова е огромен проблем и мене исто многу ме вознемирија реакциите понатаму на градоначалникот во однос на протестот што се одржа на местото каде што загина Давид, детенцето кое што го удри кола баш на пешачкиот премин, нели? Повторно испадна дека ние сме тука водени од политички партии, дека нас не манипулираат. Мислам, тој дискурс веќе ми е онака ужасно низок веќе да го слушам. Член ли сте на политичка партија? Молам, не сум член на политичка партија. Меѓутоа тие се и затоа тоа уште повеќе ме нервира. Да. Веќе реков дека сте прилично активна критичар на оваа власт, дека реагирате без страв, храбро марширате без да ве интересираат последиците. Имате ли објаснување зошто многу од вашите колеги молчат низ целиот овој период? Па, повторно е таа една параноја која што владее, страв, нели? Дека нешто ќе им се случи, тоест дека ќе го изгубат работното место, најверојатно, најчесто е тоа, ќе го изгубат работното место или ќе го изгуби работното место некој од нивното семејство. Се разговарале со нив и ви ги кажале? Сум разговарала, со многу луѓе кои што ми велат. Значи, постојат неколку причини, тоа е, па не знам, страв ми е, зашто, па јас работам во државна институција. Не баре државните институции се на партијата која што е на власт. Прво треба ментално да сватиме, нели, тој склоп ментален да го тргнеме, а тоа е дека државните институции се на партиите. Државните институции се наши. Ние плаќаме пари од буџетот и така ги финансираме државните институции. Тоа не се на партиите. Сето дека ние размислуваме дека државните институции се на партиите и се плашиме од нив, нормално дека нема да го криваме својот глас. Но има и клиентелизам во целиот овој проблем. Има интерес. Приватните интереси се во прашање, среброљупството и така натаму. Мислам, сепак морам да кажам, во последниве година-две, на луѓето како да им дојде преку глава од тоа, се повеќе и повеќе има луѓе кои што јавно зборуваат дека ситуацијата е навистина загрижувачка и не се плашат веќе да го кажат своето мислење, а искрено мислам дека повеќе има страф од последици отколку што реално има последици. И тоа е обично така. Значи, чисто преку стравот се контролираат луѓето. Да. А многу малку од вашите колеги сушност ги допира ерозијата на културата, на културните вредности и голем број од вашите колеги постојано изаблагодаруваат на министерката Елизабета Канчевска за незиниот придонес во случај кога таа ќе одвои пари од, се разбира се, работи, како што рековте, за буџет на даночните врзници, односно на граѓаните, буџетот на владата. Повторно истата работа, тоа е како Министерството за култура да припаѓа на министерката. Значи, нема тука зашто некој толку да се заблагодарува. Тоа се едноставно секоја година има буџет, нели, за културата, ние аплицираме за проекти, ги добиваме или не ги добиваме проектите, тоа е тоа. Значи, добивате ли вие проекти од Јас имам добиено неколку пати, имам конкурирано за објавување на моите книги. Преку Министерство имам добиено до сега неколку пати. Меѓутоа не сметам дека за тоа треба да се заблагодарам на министерката, нели? Тоа се случувало, за тоа постои, нели, тоа Министерство за култура, за тоа постои тој буџет. Тој треба да ги помага таквите проекти, а тука зборуваме исто така кога се работи за издаваштвото. Тука можам 3 дена да зборувам за екстремно мали фондови кои што мислам добро. Тоа се веќе други приказни, но во ниедна ситуација не сметам дека ние треба да сме толку благодарни, но забележувам баш во областа на културата дека најгласни се тие личности во однос на поддржувањето на политиките на овој режим кои што се многу деструктивни. И тука имаме многу јавни личности кои што нели сега се произнесуваат, ги користат всушност ми се чини баш поради тоа што се ете глумци, некои познати. И ги користат и писатели, да. Многу тука сум многу разочарана, многу малку има од фелата на писателите кои што јавно кажуваат што мислат. Други велат, па не знам, јас сакам да се занимавам само со уметност, тоа не е моја работа. Комуницирате со нив постојано? Па комуницирам, да, и со писатели, и со други типови на уметници кои што кога ќе ги прашаш зошто не реагираат, а не се сложуваат со политиките на оваа власт,
велат па тоа не е моја работа, јас не знам како не е нивна работа кога тие плаќаат данок во оваа држава, кога живеат во вакви услови. И се дефинираат како интелектуалци. Да. Златниот театар е еден од символите на Скопје 2014, многу од критичарите го нарекуваа, се разбира, Дизниленд, критикуван заради расипништвото, корупцијата, севернокорејскиот всушност ментален склоп на оваа власт. Верувате ли дека проектот, како и многу други проекти во областа на културата, би се стопирале доколку во случајот со Скопје 2014 реагираше деноночно архитектонската фела заедно, а не само всушност да бидат оставени невладините организации како Плошта Слобода или Архи бригада? Да, мислам дека во тој период кога почна 2014 проектот бевме малку во шок кога се случи. Јас знам лично дека го гледав проектот на YouTube како изгледа, или имаше анимирано како ќе изгледа градот. И реков, нема шанси ова да се случи, нема кој ќе се осмели вакво нешто да изгради, ова е сулудо. Меѓутоа не фатија некако на препад, ми се чини. И тоа е всушност нашата неактивност во тоа поле и во многу други полења. Јас преска кога зборував за Карпош 4 реков, ние не сме реагирале порано за многу работи, бидејќи сме биле како поспани. Во последниве години се разви таа граѓанска свест. Потребно е време за будење на свеста. Потребно е време, меѓутоа во меѓувреме се случи голема штета. Мислам, на известен начин центар беше жртвуван за сето она што се случи. И ете граѓаните од центар сега повторно се будни, повторно имаше таму обиди да се смени урбанистичкиот план во центар, па нели го притисна градоначалникот Жерновски, градоначалникот одобри продолжување на јавната анкета, па ги го слушна гласот на граѓаните, меѓутоа тука повторно зборуваме за постојана будност, а ние таа будност ја немавме пред 4-5 години. Ние традиционално никогаш не сме биле бунџи. Во последно време дури како да сваќаат луѓето дека тоа има обврска како граѓанин, дека едноставно ако ти не кажеш, тебе било која политичка партија која што е на власт, ќе те искористи, ќе те изманипулира на известен начин. Така што мораме ние да бидеме тука постојано будни за да ги колку што можеме да ја минимизираме штетата и всушност да создадеме позитивни промени. Во 2000 кога беше проектот, многу малку луѓе се кренаа. И сега, мислам, протестот за панорамското тркало, тоа е, не знам како што прочитав, едно од најскапите панорамски тркала воопшто, што постојат во светот, ако е тоа вистина, не знам, значи тоа треба да се провери, ама така прочитав. Апсурдна е самата помисла на панорамското тркало, посебно во овие економски услови во кои што живееме денеска, да се прави такво нешто е тотално бизарно. Без разлика дали е тоа најскапо или не тркало, но ета имаше протести повторно, малку луѓе дојдоа. Јас не сум задоволна за тоа колку луѓе дојдоа за смртта на едно детенце што го прегазија на пешачки премин, така што зборувам дека полека се будиме, меѓутоа повремено и јас сум многу разочарана во однос на тоа како реагираат граѓаните, бидејќи кај нив е цело време тоа. Како можам јас да помогнам? Демек јас не можам ништо. Тие како сакаат на крајот така ќе си направат, тоа се известни фрази кои што се појавуваат цело време. Уште една фраза која што предизвикува исто така немоќ кај другите и ги демотивира да работате, каде бевте кога, нели? Ако јас сега сум излегла за Карпош 4, сум требала да излезам и пред 3 години за ова и сум требала да излезам за она. Па дали тоа значи дека сега не треба да излезам ако не сум излегла, нели? Еден куп други, сите се исти, така беше и порано, ништо не можеме да промениме, тоа се едни апатични фрази кои што само водат во понатамошна деструкција. Добро, граѓаните се незаинтересирани, апатични, цинични, заради тоа што се разочарани од оваа власт, веројатно и претходно биле разочарани. Биле, веројатно и од кога сме ние... Сегиот транзицијски период е причина да се биде разочаран, можеби гневен, но да се биде апатичен и пасивен. Да, ма тоа само води понатаму во понатамошна деструкција. Јас не знам тоа како не го разбираат луѓето, дека ако не кажеш ништо, што? Нема работите сами од себе да се средат. Да не зборувам ние историски, мислам што во време на социјализмот како да не сме се бунеле многу. Не сме се бунеле никога, што е факт. И сега некако почнуваме, тешко ни оди, ама
Еве, не знам, има некаква надеж, ако нема надеж, не би продолжиле понатаму. Сите овие иницијативи всушност и многу работи покажаа, еве, и за понатаму како да реагираме. Ние конкретно со Карпош 4 во моментов имаме потегнато граѓанска иницијатива, собираме потписи во ДИК, во Карпош, во Козле се наоѓа. Ние, значи, Законот за граѓанска иницијатива, всушност препишуван да ние мораме само на едно место да собираме потписи, а тоа е ДИК Козле. Таа просторија е толку тешко да се најде, таа е толку тешко пристапна. Другата работа е што тоа само се случува во работни денови, во работно време. Тоа уште понатаму ги демотивира. Така што, еве, ние уште 4 дена имаме да потпишуваме. Среќни сме, ги повикувам сите кои што се свесни да одат и да се потпишат за граѓанската иницијатива за Карпош 4. Цел Карпош за ова може да се потпише и тоа е исто така проблематично. Некој од Козле не ни размислува за Карпош 4, но сите утре ќе ги имаме истите проблеми. Така што тоа донеси до други прашања, како да се смени ова законот за граѓанска иницијатива, за граѓаните да бидат понатаму по-силни кога се во прашање вакви иницијативи. Добро, јас благодарам што го. Ви благодарам и јас.